Кај си ти бе, Несрин? Џунет, што правиш? Зошто не ме бараш ти мене? Немав можност. Девојко, ме избегнуваш со недели веќе. Каде е поѓаволите тој сев полн со злато и пари? Ама мораш да имаш трпение, Џунет, не може тоа преку ноќ да се случи. Девојко, требаше да бидеме надвор од ова проклето место досега. Свесна ли си? Требаше да бидеме во Европа или некаде на друго место. Во право си, ама не може така веднаш. Имај трпение. Замолчи веќе, престани. Твојата цел е да ме залажеш мене, да ме оставиш, а ти да си одиш, така? Џунет, Господ да ме казни ако имав таква помисла. Зошто така мислиш ти? Ама ќе се видиме, аси ти. Ќе одам кај Керим и ќе му кажам едно по едно дека ми украде злато, дека сум затворен поради тебе, потоа ќе му кажам се што треба, едно по едно. Џунет, ќе те бидам слуга и робинка, немој да направиш такво нешто. Мислат дека оваа огрлица е наследена од баба ми, те молам. И тие те поверуваа, така? И колку наивни луѓе се овие овде. Слушај, Несрин, јас ги слушав глупостите од типот ќе го земеме златото и ќе си одиме само затоа што бев во навистина тешка ситуација. Треба да си најдам работа сега, ме разбираш ли? Едва ги чекам тие две парички од тебе, свесна си? Во право си. Ти ќе ми најдеш работа мене? И тоа тука во оваа вила овде. Ама Џунет, Нема ама, Несрин. Во тешка ситуација сум веќе. А добро знаеш што се човек може да направи кога е во тешка ситуација. ама јас не можам, нема потреба од нов вработен. Затоа јас не знам, Несрин. Или тука, или во фирмата. Мора да ми најдеш работа, јасно?